Драги браќа и сестри, Великден е најголемиот празник на христијанството. Според својата содржина, Великден е и најголем празник на верата. Она што е важна порака во христијанството е фактот дека христијанството се темели врз верата, во тоа дека Исус Христос е жив, воскреснат и присутен. Доколку воскресението не е настан, христијанството не би имало свој темел. Апостол Павле спомнува дека тогаш христијаните би биле најбедни и изложени на сожалување. Зошто? Исус Христос како Бог кој стана човек ја зеде врз себе нашата преодна и грешна природа. Иако греф немаше, сепак целиот свој живот се солидаризира со малите, напуштените и грешните. Самиот рече, на здравите не им треба лекар, туку на болните. Дојдов за тие да имаат живот и тоа во изобилие. Со својот начин на живот, а особено со своето страдание, ја зеде врз себе нашата грешност и со љубовта кон човекот ја исчисти нашата совест. Сите ние знаеме колку не оптоварува грижата на нашата грешна совест. Дојде за да ја залечи таа ранета совест. Бог не е создател на смртта, туку во него се живее. Исусовото воскресение е темелна порака дека човекот и покрај искуството за временската смрт сепак вечно живее. Воскресението е најава на еден нов начин на живот кој следи по завршувањето на оваа наша временска историја. Со вакви мисли јасно е дека централно празнување на Христовата победа е она над гревот и смртта. Верата не повикува дека, славејќи го Великден, се обновуваме во таа вера и во својот живот се обраќаме кон тие реалности кои повеќе не се ветувања, туку настани кои се случиле, но кои сега се случуваат, бидејќи со верата не се напоменува само минатото, туку се доживува средба со денешнината. Христијаните, но и секој човек со добра волја, доколку на Христос му ја доверат својата грешност и минливост, ќе имаат могта за преобразба во подобар и совршен живот. Верата во човекот кој живее и после смртта е сила во вистинска смисла и во овој краток преоден живот. Нека на сите не биде благословена средбата со воскреснатиот Господ Христос воскресен.